негативни поими во секој случај. Насилство. Двојна дефиниција на насилството. Кога е болест, кога е расстройство. Па да, во основа е индивидуално однесување, но буквално би можело да се протолкува. Има различни дефиниции на насилството, зависи од кој аспект го гледате, дали од социјален, психијатриски, психолошки или веќе не знам од кој друг. Во секој случај, насилието е акт на доминација и желба за доминација, која се постигнува можеби со употреба на физичка сила или со психолошки методи и начин. За жал го имаме. Посебно во последно време, кога на начин кој придонесе сите оние работи што ни се случуваат во последно време, односно промоција на насилството, националната стратегија за борба против насилието во семејството и едноставно зголеменото големото зборување околу насилството и пријавување на насилството. Сме го имали и порано. Мислите, повеќе се активира сега, се става акцент со тоа што медиумски се покрива? Така да, апсолутно. Медиумите си имаат навистина одлична можност за детекција и откривање на насилството, преносно зборувам, да се пријавува, што за разлика од порано, 10 на 15 години, навистина го немаше. Објаснувањето што е насилство, кои се аспекти на насилството, кој може да биде, кој е оној круг на насилие во семејството, го направи своето, да од ден на ден имаме се повеќе пријавување. Та не е голема бројка, да се разбереме, и не е алармантна бројка, меѓутоа луѓето го пријавуваат. Заради тоа што навистина никој не треба да трпи, па дури и во бракот. Никој, тоа е основно правило. Мислите да секогаш во некои одредени ритмички периоди биде употребена физичката сила. На што би личило тоа? На брак? Најмалку. Агресивен брак. Апсолутно. Болест или физичко расстройство, која е разликата меѓу нив? Кога ќе имаме насилник и ќе го диагностицираме дека човекот е болен психички или дека во моментот растроен? Сега ќе кажам нешто што многу ретко се спомнува. Ако сакаме да го оправдаме насилството со болест, тогаш да го етикетираме човекот, да го етикетираме човекот дека е болен, ќе го осудиме задолжителна мерка одење во психијатриска болница, ќе одлежи неколку години и ќе го прави. Нема везе. Се навистина немаме. Насилството е или да кажеме дека под дејство на алкохол, па бил агресивен и се случило тоа што се случило. Значи оправдување. Тука тоа е апсолутно оправдување. Видови насилство, господин Змијанац. Кој е најтешкиот насилство, кој не може да се забележи? Сексуалното насилство, и тоа е доживотни трауми на детето, посебно колку што е детето помало и посебно колку што на детето сторителот му е попознат. Најтежок облик е родоскрнавање, педофилија од возрастни лица, посебно кога се случува во домот и посебно кога треба тој што води грижа за него е сторител. Тоа за детето е голема траума. Исто така, голем проблем е и психичкото насилство, затоа што физичкото насилство само по себе е видливо и може да се детектира и да се санкционира. Но психичкото насилство што децата ги трпат, посебно во семејства во ризик и дисфункционални семејства, е нешто што исто така остава долги последици, трајни последици. А најтрајните е кога родителите не се сакаат и кога ќе се завојуваат едни со други и кога се пресметуваат преку детето, кое детето стана двојна жртва. И кон оној кој е старател, по одлука на Центарот за социјална работа, и по оној кој треба да оствари право на видување. Тој што остварува право на видување секогаш е незадоволен од времето кое го добива, не е доволно консултиран кога не му одговара, не сака додека и партнерката да ја гледа со очи поранешната да го земе детето. Таму бара неутрален терен. Многу често и старателот исто така се пресметува преку детето со одредени закани и уцени, и детето е жртва. Од детето во такви ситуации се бара наклонетост кон еден од родителите. Вие можете да замислите дека кај нас се јавуваат загрижени родители од двете страни. И самохрани мајки, и самохрани татковци. Едните ги бараат своите права, бидејќи најчесто Центарот ги доделува во поголем број децата кај мајката, иако ние велиме вака, дека децата пред се треба да бидат прашани, посебно 10 години нагоре, со кој родител сакаат да живеат, со кој имаат остварено јака емоционална врска, независно од економската благосостојба. Сега,
Пожелно е децата да бидат прашани од 6 до 10 години. Сметаме дека на доволно емоционално ниво е да кажат со кој родител би сакале да живеат. До 6 години сметаме дека најдобро е Центарот за социјална работа да процени кому ќе му го даде правото на видување, но квалитетот на видување е малку 2 викенда во текот на 1 месец, тој другиот, без разлика дали ќе биде татко или мајка, како право на видување, да оствари квалитетна комуникација, грижа, за да може да инвестира во тоа. Колку е тешко во главата на детето таа збунетост да се самиот да се произнесе кај кој родител ќе оди? Прво, родителите треба да разберат, независно кој ќе биде старата, дека има дополнителна одговорност на детето да му обезбеди соодветни квалитетни услови, права на видување со вториот родител, кој има право на видување. Дека ако се пресметуваат меѓу нив кој е подобар, кој е погрижлив родител, војната продолжува. Војната продолжува, детето губи. Точно. Само повелете. Господин Избијанац спомнува да го прашуваме дете. Во принцип, случајот на Центарот и обуките сите што сме ги имала, тоа е најтешкото прашање и прашање кое воопшто скоро и да не би требало да се поставува. Зошто го велам? Мислете, некој да ве праша или да ме праша кој од двајцата родители повеќе го сакаш? Јас ги сакам 20 родители. Или да, што кај нас барем во Центарот, макотрпно се трудиме да тоа прашање биде што е можно помалку избегнато. Заради тоа што навистина е исклучително тешко да тоа детенце кое е растело во една, да кажеме, релативно хармонична средина, кој мајка му е таа што го родила, татко му е што жива, да одлучи кај кој би сакал да тоа не донесе пресудата фактички. Многу е потрагично, мислам, и возрастни луѓе многу тешко тоа го кажуваат, а камоли деца на возраст од кај нас доаѓаат од неколку месеци, што не може да зборуваат, па до 18 години како орган за старателство и како оделение за брак. Во секој случај не им е лесно. Господин адвокат, што се случува, еве, дали имате искуство вие, кога мајката, сопругата врши психичка тортура врз мажот, провоцира вербално и на крај кога го испровоцира мажот да ја удри, да ја истепа, таа ќе го пријави и по дефолт мајката го добива детето. Дали можеме да забележиме такво нешто во нашето секојдневие? Не, заради извршеното семејно насилство не го добива мајката детето, туку мајката го добива детето поради редица други причини, кои што во постапката пред Центарот за социјални работи Центарот ги има предвид. Значи, заради семејното насилство не се доделува детето на еден од родителите. Може да биде само една од редицата причини кои што ќе бидат одлучувачки детето да биде доделено на еден од родителите и нискиот праг на толеранција на едниот од родителите да потегне кон примена на телесна сила. Значи, со удирање или евентуално со фрлање, денеска е модерно и пепелници да се фрлаат. Вазни шишења. Брачните партнери и така натаму. Значи, насилството како насилство е причина луѓето да се најдат пред Центарот за социјална работа. Причина Центарот за социјална работа да работи со децата, значи имаат свој начин, методологија како работат и верувам дека секогаш го имаат интересот на детето во прв план да ги добие најдобрите услови. Но, доколку едниот од брачните другари има низок праг на толеранција и често се повторува да со физичка сила врши насилство врз другиот брачен другар, во таква ситуација е нормално дека Центарот за социјални работи, секој друг кој би бил запрашан, да одлучи да даде предлог детето да припадне кај родителот кој што повеќе може да се контролира. Обично се повторува. Вообичаено се повторува, меѓутоа морам да ви кажам дека во последно време има и многу злоупотреба на институтот семејно насилство. Мала кавга, поминување, разминување во тесен ходник кога нема вршење на семејно насилство се пријавува како семејно насилство. Значи може да се манипулира и тук. И во таква ситуација нејакиот партнер, значи послабиот партнер, вообичаено очекува, жртвата, условно кажано, очекува дека ќе добие заштита. Затоа и тешко тоа да се
докаже. Тоа се случува меѓу двајца, во едно семејство, меѓу тројца. Жртва и агресор. И не се дознава секогаш. Не може да се дознае. Тоа е најтешкиот. Доколку е со тешки телесни повреди, со крв, со модрици, со слични работи, тоа се дознава, се гледа, се психолошката тортура е утврдува. најтешко да кажем. Проблемот е кога семејното насилство е до тој степен, да кажеме, дури и јитро од насилникот спроведено, да не можеш да го докажеш, да не е видливо, да останува збор на еден и друг партнер. Во таква ситуација е повторно работата на Центарот за социјални работи, бидејќи имаат методи, имаат стручни лица да одлучат, да дадат предлоги, така натаму и така натаму. Законот за семејство обезбеди една цела постапка за семејно насилство, пред која се води со помош на Центарот пред судовите, и мислам дека во иднина уште повеќе Центарот ќе треба да им укаже помош на нејаките. Проблемот на утврдување на нејаките е секогаш Најспецифичен, најспецифичен, бидејќи е во една затворена средина. Сакате да се даде слободно? Ја би сакал во оваа прилика да го промовирам и советолиштето што го отворивме за жртви на семејно насилство за деца пред прилика 15 на дена со помош на канцеларијата на УНИЦЕФ, каде што работат стручни кадри, обучени стручни кадри кои што ќе бидат од неверојатна помош на децата кои биле присутни во ова семејно насилство, во семејствата кај што има семејно насилство. Како што рече и господин адвокат, насилството не е единствена причина за разводите. Кулминираат, тоа се повеќе причини, никогаш не може да биде една причина, дали неверството, алкохолизмот. Значи кога ќе веќе она капката која ќе прелие, тогаш доаѓа до разводи. И наистина има во последно време на вистина тешки разводи. 10% од разводите се употребуваат сите методи, да не кажам техники за да се окриви другиот или да се обезличи, буквално да се обезличи, тоа е страшна работа. Она што во последно време гледаме, пред малку и разговаравме, наистина сметаме дека ни треба и дури и ангажиране психијатар во работа со треба многу повеќе ангажман, еден цикличен начин на комуникација. Господин Станимировиќ, зошто сме агресивни? Зошто децата од најмала возраст стануваат агресивни? Како може едно мало дете што туку што почнува животот да го живее веќе да е нервозно, невротично? Агресијата не е чувство, туку е начин на изразување на чувствата. Значи, детето уште од раната возраст се обидува со агресија да го привлече вниманието на возрастните. На возраст од 2 години веќе се јавуваат разликите кај во агресивното однесување кај момчињата и девојчињата, што би рекле дека повеќе се јавуваат кај момчињата. Поагресивни се момчињата. Зошто? Бидејќи воспитувањето во семејството е едно кон девојчињата за разлика момчињата. Се радувам што во последно време мислам дека има разлика, дека не е баш така. Меѓутоа порано ти си машко, ти не смеш да плачеш, да покажеш емоции. Да. Значи да не ги покажат емоциите. Мораш да бидеш храбар, мораш да издржиш, мораш да се бориш. Ако те удрат вратите, па и се. Точно, ако те удрат врати, играчки. Кои се играчките што ги добиваат девојчињата, кои се што ги добиваат момчињата?